Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате деветиот дел од книгата Светска криза и патот до мирот. Ова е збирка на говори и писма од Хазрети Мирза Масрор Ахмад, имам и поглавар на Ахмадија муслиманскиот джемаат, петтиот наследник на ветениот Месија. मेरी सादगी देख क्या चाहती हो, मेरी सादगी देख क्या चाहती हो, तुझी से तुझे मांगना चाहती हो. Ислам, религијата на мирот и сочувството. Предговор. На 11 јуни 2013 година, неговата светост, Мирза Масрор Ахмад, халифатул Месих Петти, нека му помогне Аллах, поглавар на светски раширената Ахмадија муслиманска заедница, одржал говор на свеченоста на прославата од 100 годишнината на Ахмадија муслиманската заедница во Велика Британија, одржана во парламентот во Лондон. На прославата од 100 годишнината присуствувале 68 достоинственици, вклучувајќи 30 членови на парламентот и 12 членови на домот на лордовите, како и 6 министри на кабинетот. Разни медиумски куќи, вклучувајќи ги BBC, Sky TV и ITV, исто така биле присутни во известувањето од тој настан. Кај присутните помеѓу другите биле и секретарот за енергија и климатски промени Ед Дейви, вице-премиерот Ник Клек, секретарката за внатрешни работи Тереза Меј, заменик секретарот за надворешни работи Даглас Александер, председавачот за внатрешни работи на изборното собрание Кит Вас и членот на парламентот за Мичам и Морден Сопхејн Мекдонау. Бисмиллахи рахмани рабин. Во името на Аллах, милостивиот, дарител без барање со милосен. Сите почитувани гости, еселаму алейкум, верахметулахи ве берекатуху. Мир и Аллаховите благослови нека бидат на вас. Пред се, сакам да им се заблагодарам на пријателите на Ахмадија муслиманската заедница, кои по повод 100 годишнината од постоењето на заедницата во Велика Британија биле љубезни да ја организираат оваа свеченост во парламентот како начин на изразување на своето пријателство и близок однос со нас. Исто така сакам да им се заблагодарам на сите оние гости кои со денешното присуство овозможуваат оваа свеченост да биде успешна и вредна. Мило ми е што голем број од вас се присутни и дека не сте со други обврски или на други собири. Како одговор на овој гест, освен мојата благодарност и почит, исто така сакам да кажам дека моја искрена надеж е и молитва сите одделенија кои работат во оваа прекрасна и величествена зграда да бидат во состојба да ја исполнат својата должност во служењето на оваа земја и нејзиниот народ. Исто така се надевам и молам да бидат во можност да работат на најдобар можен начин на одржување добри односи со другите нации, праведно да постапуваат и да донесуваат одлуки кои се корисни за сите страни. Ако се прифати овој долг, тогаш ќе се пожнеат најдобрите плодови, плодови на љубов, наклонетост и братство, и светот ќе го водат кон тоа да стане дженнет на мирот и напредокот. Оваа желба и молитва ја делат со мене сите ахмади муслимани, бидејќи веруваме дека е неопходно да се има длабока љубов кон својата земја и кон човештвото воопшто. Навистина, ахмади муслиманите веруваат дека љубовта кон својата земја е неопходен дел од верата, бидејќи основачот на исламот, честниот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи веселем, го наредил тоа и не подучил на тоа. Според тоа, дозволете да појаснам дека секој ахмади муслиман кој е британски државјанин, било да е роден во Велика Британија или е доселеник од надвор, потполно е верен на оваа земја и чувствува искрена љубов кон неа. Тие само го посакуваат напредокот и благосостојбата на оваа голема нација.
Бројот на луѓето од други нации кои сега живеат во Велика Британија е значаен и според статистиките тој е околу 14-15% од вкупниот број на граѓани на оваа земја. И затоа, јас не можам да продолжам, а да не ја спомнам и изразам својата благодарност за големата отвореност и толеранција која ја покажаа британците и начинот на кој тие ги прифатија доселениците како членови на оваа земја и им дозволија да станат дел од ткивото на британското општество. Во оваа смисла, на овие луѓе им станува задолжителна морална должност да бидат верни граѓани на оваа држава и затоа мора да помагаат во напорите на владата да ги уништат сите облици на неред и борба. Што се однесува до Ахмадија муслиманската заедница, нејзините членови постапуваат по овој принцип во која земја и да живеат. Како што ви е познато, ние сега прославуваме 100 годишнина од Ахмадија муслиманската заедница во Велика Британија. Овие минати 100 години докажуваат и служат како сведок на фактот дека членовите на Ахмадија муслиманската заедница секогаш ги исполнувале барањата за верност кон својата земја и секогаш биле подалеку од сите облици на екстремизам, побуна и неред. Во реалноста, основна причина за овој верен пристап од љубов е поради фактот дека Ахмадија муслиманската заедница е вистинска исламска религиозна заедница. Нашата заедница стои одвоено, бидејќи ние постојано на луѓето им ги представуваме вистинските миролюбиви учења на исламот и ние секогаш се бориме овие вистински учења да бидат прифатени како вистински ислам. Од овие неколку воведни збора, сега сакам да и се посветам на главната тема на овој говор. Нашата заедница е носител на знамето на мирот, помирувањето и хармонијата. Затоа, нашето мото е љубов на секого, омраза на никого. Наспроти фактот дека оние кои не се муслимани, не знаат или имаат блиски врски со нас, се изненадени дека Ахмадија муслиманската заедница својата порака на мирот и братството ја припишува директно на исламот. Поводот на нивното изненадување и шок е поради тоа што гледаат и слушаат како останатите така наречени исламски зналци и организации постапуваат и зборуваат на потполно поинаков начин и праќаат потполно поинаква порака. За да ја објаснам оваа разлика, дозволете ми пред тоа да објаснам дека ние, Ахмади муслиманите, веруваме дека во ова доба концептот на џихад со меч е сосема погрешен и треба да се отфрли, додека некои други муслимански зналци тоа го унапредуваат, дури и го практикуваат. Нивните верувања довеле до тоа меѓу муслиманите во разните делови на светот да настанат многу екстремистички и терористички организации. Не само дека настануваат групи, туку исто така откриваме како одредени поединци ја искористуваат приликата и постапуваат по овие верувања. Неодамнешен пример на такво нешто беше бруталното убиство на невин британски војник на улиците на Лондон. Тоа беше напад кој апсолутно нема ништо со вистинските учења на исламот. Всушност, исламските учења силно ги осудуваат ваквите постапки. Таквите злобни заговори ја покажуваат јасната разлика помеѓу вистинските учења на исламот и погрешно толкуваните учења кои некои така наречени муслимани ги практикуваат поради своите скриени мотиви. Јас исто така сакам да кажам дека реакцијата на некои локални групи не е правилна и не може да го наруши мирот во општеството. Кои докази постојат во прилог на нашето тврдење дека она во што веруваме во поглед на исламските учења е правилно? Употреба на сабија или на сила е оправдано само кога против исламот се презема верска војна. Во денешниот свет никој, ниту држава, ниту религија, физички не покренува војна и не го напаѓа исламот поради верата. Според тоа, муслиманите никој не може да ги оправда ако во името на религијата нападнат било која страна, бидејќи тоа веднаш го нарушува учењето на Куранот. Куранот дозволува сила само против оние кои започнуваат војна и креваат сабја против исламот. Друга работа
е кога еден граѓанин се обидува да нанесе било каква штета на својата земја или на своите сонародници, и во тој случај сосема е јасно дека ќе постапува спротивно на учењето на исламот. Чесниот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем рекол дека оној што ја пролева крвта на невина личност не е муслиман. Чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем сметал дека таквите луѓе се слаби во верата и дека се грешници. Јас сега ќе им се осврнам на останатите учења на исламот, за да докажам дека исламот на вистина е чиста вера. Тврдам дека начинот на кој поединечни, така наречени муслимански групи го прикажуваат исламот е сосема погрешен и тоа не е вистинското учење на нашата религија во било кој облик или форма. Јасно е дека нивните постапки се последица на желбата да ги исполнат своите скриени интереси, лажно користејќи го името ислам, за да ги оправдаат своите постапки, исполнети со омраза. Исламот посебно ја истакнува важноста на верската толеранција, која на ниту едно друго место нема толку високи стандарди. Другите луѓе веруваат дека не се во состојба да ја докажат вистинитоста на својата религија, доколку не се докаже дека другите религии се лажни. Исламскиот пристап е потполно поинаков, бидејќи подучува, иако исламот е вистинска религија, пратена за целото човештво, дека е вистина дека сите Божји пратеници биле испратени на сите луѓе и нации во светот. Ова јасно е спомнато во честниот Куран. Аллах рекол дека Он ги испратил сите пратеници со учење за љубов и наклонетост и поради тоа сите вистински муслимани треба да ги прифатат. Ниту една друга религија не ја пофалува толку отворено другата вера и другата нација, како што тоа го прави исламот. Бидејќи сите муслимани веруваат дека пратениците им се испратени на сите луѓе и на сите нации, тие не можат да ги сметаат за лажни. Според тоа, муслиманите не можат, а да не го почитуваат, да го исмејуваат или да го навредуваат било кој Божји пратеник, ниту можат да ги повредат чувствата на следбениците на другите религии. Сепак, за жал, ставот на некои така наречени муслимани е сосема спротивен. Тие не пропуштаат ниту една прилика, а да не го клеветат основачот на исламот алейхи селам и со тоа да ги повредуваат чувствата на муслиманите. Ние навистина посакуваме религиска толеранција и взаимно разбирање поради верата која ја имаме. Меѓутоа, кога одредени елементи се поигруваат со чувствата на муслиманите, како последица на тоа, некои така наречени муслимани реагираат на таквите провокации, реагираат на потполно погрешен и неодговорен начин. Нивната реакција и одговор немаат никаква врска со вистинските учења на исламот и вие сигурно нема да најдете ниту еден ахмади муслиман кој на било каква провокација ќе реагира на негативен начин. Друго тешко обвинение, изнесено против основачот на исламот алейхи селам и Куранот, е дека подучуваат на екстремизам и ја истакнуваат употребата на сила за да ја шират пораката на исламот. За да го согледаме ово обвинение и да побараме што е вистина, треба да го погледнеме Куранот. Возвишениот Аллах вели: Ако сакал твојот Господар, сите што живеат на земјата би верувале заедно. Дали тогаш ти ќе ги присилиш луѓето да станат верници? Овој ајет јасно кажува дека Бог како собственик на сите моки можел лесно да ги присили сите луѓе да прифатат иста религија. Меѓутоа, Он наместо тоа на луѓето им дал слобода на избор да веруваат или да не веруваат. И затоа, ако Бог им ја дал оваа слобода на избор, како тогаш честниот пратеник салаллаху алейхи веселем или било кој од неговите следбеници би можеле да принудат или да присилат некого да стане муслиман. Семокниот Аллах во Куранот вели: Вистина е она што е од вашиот Господар, затоа кој сака нека верува, а кој сака нека не верува. Ова е реалноста на исламот. Ова е неговото вистинско учење. Ако срцата на луѓето посакуваат, тогаш тие се слободни да го примаат исламот, но ако нивните срца не сакаат, тогаш се слободни да го одбијат.
Токму затоа, исламот е против принуда и екстремизам. Всушност, тој го заговара мирот и хармонијата во сите слоеви на општеството. बात में उसकी सभी कुछ Сосема е невозможно исламот да подучува на насилство или принуда, затоа што самото значење на зборот ислам е животот во мир и овозможување мир на сите други. Меѓутоа, кога нашите религиски чувства се исмејуваат, тоа нам ни предизвикува голема болка и мака. Било што непријатно да се изрече за честниот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем ни го прободува и ранува срцето. Основачот на исламот алейхи селам бил тој кој во нашите срца ја развил љубовта кон Бог и љубовта кон неговото создавање. Тој во нас ја врежил и ја втемелил љубовта и почитта кон сите луѓе и сите религии. Што може да биде поголем доказ за исламското миролюбиво учење од одговорот на противниците на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, кога тој им проповедал и ја пренел пораката на исламот. Тие рекле дека честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, повикувајќи ги да му се придружат на исламот, не барал од нив да направат било каква суровост или зло дело. Всушност, нивниот одговор бил дека ако го прифатат учењето на пратеникот, нивниот имот и положба ќе бидат загрозени или ќе го присвојат немилосрдни луѓе, бидејќи пратеникот салаллаху алейхи веселем ги истакнувал само мирот и хармонијата. Тие признале дека се плашат затоа што ако го прифатат исламот, мирот, луѓето од околу, племињата, дури и нациите, ќе ја искористат приликата и ќе ги уништат. Накратко, кога исламот би заговарал насилство и кога би ги повикувал муслиманите да ги кренат своите мечови и да водат војна, тогаш неверниците сигурно не би дале вакво оправдување. Тие не би рекле дека нивното неприфаќање на исламот е од стравот, дека неговото учење за мирот може да доведе до нивно уништување од страна на световните луѓе. Честниот Куран вели дека еден од атрибутите на возвишениот Аллах е селам, што значи дека он е изворот на мирот. Според тоа, ако Бог на вистина е изворот на мирот, тогаш неговиот мир треба да го опфати целото негово создавање, наместо да биде ограничено на одредена група луѓе. Ако Божиот мир бил наменет само да заштити одредени луѓе, тогаш не може да се каже дека он е Бог за целиот свет. Семокниот Аллах на ова одговорил во честниот Куран. Аллах вели: и сетете се на неговиот говор, о Господару мој, овие луѓе никако нема да веруваат. Затоа опрости се од нив и кажи селам, а наскоро тие ќе дознаат. Овие зборови покажуваат дека честниот пратеник Мухамед салаллаху алейхи веселем донел учење кое било извор на милост и сожалување за сите луѓе и според тоа било средство за мир на целото човештво. Овој ајет исто така вели дека како одговор на пораката на мирот на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем, неговите противници не само што го одбиле учењето, туку тие дури и го исмејувале и навредувале. Навистина, тие отишле и подалеку и непријателски му се спротивставиле и создале неред и караница. На сето ова честниот пратеник салаллаху алейхи веселем го молел Бог: јас сакам да им дадам мир, но тие мене не ми даваат мир. Наспроти тоа, тие се борат да ми наметнат бол и мака. Во одговорот Аллах го утешил говорејќи му: не осврнувај се на тоа што го прават и сврти се од нив. Твојата задача е само да го шириш и втемелуваш мирот во светот. На нивната омрза и престап ти треба да одговориш едноставно зборувајќи: нека е мир над вас, и кажи им дека ти за нив си го донел мирот. Според тоа, честниот пратеник салаллаху алейхи веселем целиот свој живот го поминал во ширењето мир во светот. Тоа била неговата благородна мисија. Сигурно ќе дојде денот кога луѓето ќе увидат и разберат дека тој не донел никакво екстремистичко учење.
Тие ќе увидат дека се што донел е само порака на мирот, љубовта и пристојноста. И покрај сето тоа, ако следбениците на пратеникот исто така на сите суровости и неправди одговараат со љубов, тогаш нема сомневање дека оние кои изнесуваат обвиненија против исламските величествени учења, еден ден ќе осознаат неговата вистинска убавина. Ахмадија муслиманскиот џемаат го следи и го живее ова учење. Тоа е учење за разбирање, толеранција и сожалување, кое ние го унапредуваме и шириме до сите краишта на светот. Ние го следиме историскиот и единствен пример на љубезност и добротворство, кој го покажал чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем, кога по долгогодишно измачување и прогонување се вратил како победник на улиците на Мека. Со години нему и на неговите следбеници им биле одземени најосновните потреби, како што се храната и водата, и потрошиле многу време во глад и мака. Многу негови следбеници биле нападнати, некои и убиени на крајно брутален и немилосрден начин, што дури не може ни да се замисли. Дури ни постарите муслимани, муслимански жени и муслимански деца не биле поштедени, всушност кон нив исто така се постапувало на немилосрден и суров начин. Сепак кога чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем се вратил во Мека, не побарал одмазда. Наместо тоа, тој прогласил дека нема да има никаква казна кон никоко од вас, бидејќи јас ви опростив. Јас сум веровесник на љубовта и мирот. Јас го имам најголемото знаење за Аллаховите атрибути, како изворот на мирот. Он е тој кој дава мир. Според тоа, јас на сите вас ви простувам за минатите гревови и ви давам гаранција на мир и сигурност. Слободни сте да останете во Мека и слободно да ја практикувате својата религија. Никој нема да биде принуден на било кој начин. Еден број на непоколебливи неверници избегал од Мека во страв од казна, бидејќи знаеле дека ги преминале сите граници во својата суровост против муслиманите. Меѓутоа, откако се увериле во невидените постапки на сожалување и љубезност на ова единствено покажување на мир и слога, роднините на овие неверници им пратиле порака да се вратат. Тие ги известиле дека чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем не покажал ништо друго освен мир и сигурност, и така тие се вратиле во Мека. Кога оние кои биле најрешителни непријатели на исламот го виделе добротворството и милоста на чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем, го примиле исламот по своја слободна волја. Ова што сега го кажав, дел е од запишаната историја и повеќето немуслимански историчари и ориенталисти исто така ја потврдиле вистинитоста на наведеното. Ова е вистинското учење на исламот и таков бил благородниот пример на честниот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи веселем. Според тоа, да се нарече исламот и неговиот основач насилник и да се изнесуваат такви обвиненија против нив е сурова неправда. Нема сомневање дека таквите обвиненија длабоко не навредуваат. Јас повторно ќе кажам дека денес нашата заедница, Ахмадија муслимански џемаат, е таа која го следи изворното и миролюбивото учење на исламот и живее според него. Повторно ќе кажам дека постапките полни со омрза, неправедни од страна на екстремистичките организации или поединци, немаат никаква врска со вистинското учење на исламот. Вистинската правда бара одредените интереси на поединци или група да не се препишуваат на религиското учење. Таквите постапки не треба да бидат извор за нечестната критика на било која религија или на нејзиниот основач. Потребен е итен напор да се втемелат глобалниот мир и слогата, сите луѓе да покажат взаимна почит и почит кон сите религии. Изборот е страшен. Светот станал глобално село и поради тоа, ако се здружат недостатокот на взаимна почит и неуспех, нема само да ја оштетат локалната област, град или земја, туку всушност ќе доведат до уништувањето на светот. Добро ни се познати страшните пустошења
кои беа предизвикани од претходните две светски војни. Поради постапките на одредени земји, постојат сигнали дека на повидок е уште една светска војна. Ако тоа се случи, тогаш западниот свет исто така ќе биде длабоко погоден и со долготрајни последици. Потребно е да се спасиме од таквото пустошење. Потребно е да ги спасиме идните генерации од беда и од катастрофалните последици на војната. Очигледно е дека најстрашниот вид на војна ќе биде нуклеарната војна и сигурно е дека патот по кој оди светот е вистински ризик од таква војна. За да го спречиме таквиот исход, треба да ја прифатиме правдата, честноста и искреноста и да се здружиме во потиснувањето и сопирањето на групите кои ја шират омразата и сакаат да го уништат мирот. Мојата надеж и молитва се мокниот Бог да ги оспособи водечките сили на чесен и праведен начин да ги исполнат своите одговорности и должности во овој напор. Амин. Пред завршувањето, сакам повторно да ви се заблагодарам што издвоивте време и напор да присуствувате денес овде. Благодарам многу. मांगना चाहती हूँ तुझी से तुझे मांगना चाहती हूँ. Денес го завршивме 9-тиот дел од книгата Светска криза и патот до мирот. Еселаму алейкум.